значи ова е етнолошкиот дел од музеот. Се наоѓаме во така наречената селска соба. Дел од селска куќа кој што го отсликува нашиот етнички предел Тиквеш. Доминират предмети кои се изработени од дрво. Пред се, што би кажале за ова етнолошка соба е тоа што доминира и во минатото доминира правењето на леп. Зошто? Затоа што семејствата, луѓето не правеле секој ден леп. Правеле 2 пати во неделата леп и местото каде што се правело леп е било доминантно, односно најчисто. Денеска имаме и предмети, односно места каде што се правело леп, текме го викаме ние тоа, карактеристичен назив за тиквишијата, каде што се вадела еден дел од фиоката и представувало за правење леп. Ова е корито со лопатка, нели? Коритото се ставало, нели, како се месел леп од вечер, се става брашно, нели, вода, квасец и се замесува и се остава да преночи. И самиот предмет се вика ночва. Рано са бајле по старите, нели, жените со овој предмет тарум се вика, го домесувале и го формирале лебот и го носеле на форма да го испечат. Значи, лебот бил доминантен во секојдневието на семејствата, а ова е соларник. Значи, солта била често користена и, нели, секојдневно, така што солта ја чувале натре во тој соларник, како предмет, нели, кој што е во таа карактеристична селска куќа. Тука е синијата, односно софрата, која што била карактеристична во тој период, во прва половина на 20 век. Доминират предмети на софрата калница, лажици дрвени, па катарка, па околу виното, ракијата. Ова е залупка, предмет кој што служел за зачини во семејството. На самите паноа на ова поставка имаме поставено и дело од народната носија. Сакаме да го карактерот, како што реков, да го кажеме и онај бој кој доминираат во изработката на носијата во овој етнички предел Тиквеш. Ова се од село Рожден народна носија. Село Рожден гравитира на Кожув, ама гравитира и на Маријово. Сандуците во минатото се користеле во секој домаќинство. Што се чувало тука? Во овој сандук се чувала невестинската носија, односно предмети кои што треба да ги однесе ки момчето, односно мирезот. Значи, разликуваме сандуци, ковчези и патувачки сандуци, кои што, нели, се различни и за намена и за, нели, за која пригода се користат. Тука се наоѓа и градската соба. Да, сакаме да направиме компарација на тоа како изгледала во првата половина 20 век на селска куќа и градска куќа во градот и во селото. Така да повелете да ја разгледаме. Овие предмети тука, од кој период потекнуваат? Овие се предмети од првата половина на 20 век. Морам да спомнам дека е ова семејно наследство на фамилијата Цветкови од Неготино. Се работи за етнички предел Тиквеш, кој што ја напушти внукот на Кирил Цветков, кој што ги имал овие предмети како семејно наследство. Кирил Цветков, кој што од Неготино, ја напушти нашата држава и ни ги остави овие предмети, ова семејно наследство на користење на музејот. И тоа е целта на музејот, секој музејската дејност, за да може ние да го прибериме ова и да го заштитиме фактички и да го презентираме и промовираме ова културно наследство на широката јавност.
Кирил Цветков е роден во 1892 година, учесник во Балканските војни и во Првата светска војна. Бил ја сакал многу уметноста и ги собирал предметите. Од тоа негово собирање ова културно наследство го собрал во неговата куќа и го имале како декор во семејството. Импозантно изгледа за во тоа време и делеле од другите останатите фамилии. После ослободувањето почнале се што е приватно да стане општествено. Приметиле дека ова се кажување на Кирил Цветков, кој што е внукот на Кирил Цветков, роден 1972 година, кој што ни ги даде предметите и негови кажувања се ова, пренесување фактички на она што го имал неговиот дедо и неговиот татко. Неколку предмети му се земени од тој период, икони пред се, полиелеј, односно лустер, дрвен, кој што го користеле во семејството и неколку други скапоцени предмети. 70-те години, некаде, на некоја документарна емисија, фамилијата Цветкови, гледајќи ја емисијата, и политичарот кој што бил на самата емисија, неговите кажувања за одредена тема, семејството Цветкови го прометуваат нивниот лустер и дел од предметите кои што ги поседувале. Кај истиот политичар? Политичарот. Значи, неговите предмети таму заминале. Во поставката, односно во ова културно наследство, доминира овој мебел кај што седиме ние, отоман се вика. Отоман потекнува од престолот на султаните во Турската империја, каде што доминираат тие таквите грандиозни... Овој стил на мебел. Да, овој стил на мебел. И се вика отоман, нели? По тој назив. Самиот мебел, нели, со орнаментиката која што ја има од тој период, на самата изгравирање на ова масичка и столчиња, била дел од нивното семејство. Имаме тука футрола со перо за пишување и мастило, табакера, која што било дело исто така од декорот. Дел наменет за жената. Женски дел каде што имаме кутија за накид и имаме таму огледалце и предмети за чување на пудра, кој што останала. Ова е табак за дел од албум, каде што фотографии се чувале од семејството. Исто така има добра резба, така што ова е од Орав. Фамилијата Цветкови посветувала големо внимание на овие предмети. Еве еден предмет кој што го докажува, нели, тоа дека Кирил Цветков, кој што реков е дедото, кој што е роден 1892 година, од Првата светска војна е ова муниција, односно граната, која што, нели, е искористена, но тој ја искористил за, нели, за украсување и за правење на уметнички предмет. Во следните две витрини имаме предмети околу послужувањето на храна, послужувањето на алкохол, послужување на овошје, кој што е сребрен садот, доминират во тој дел, околу дегустирањето на кафе, мелницата за кафе, правење на свежо кафе. Првата витрина фактички стои оружјето од 18 век и 18 и 19 век, каде што доминираат јатагани, камата од 1908 година, која што ја користеле во
четата на Дамјан Груев, имаме шпичаста дебарка. Што значи тоа? Во конкретно на 18 век и почетокот на 19 век во Македонија, односно во градот Дебар, се правеле едни од најдобрите пиштоли во тоа време. Кремен камен, со запалување на кремен камен, со барутното полнење и сврлење на металниот дел на топчето, односно на метакот. И бил дел од секојдневното парадирање во наводници на тогашните иматели на овие пиштоли. Ова семејно наследство ни го даде на користење на 5 години Кирил Цветков од Неготино, со можност да го продолжиме, тоа, а нашата задача на секој музеј е ние да ги собереме овие предмети, да ги обработиме, да ги средиме пред се, за да може да ги презентираме и да се зачуваат. Значи, тоа е основната цел на секој музеј, а и на нас, за да може секој посетител да ја чуе приказката за оваа фамилија и да види со какви предмети се располагало во тој период од нашето живење. Значи се наоѓаме во еден дел од музеот кој што го представува производството на афион. Значи, кавадарци, односно тиквишијата била позната на Балканот во производството на опиум и на катран. Огромни површини на афионови полиња биле засадени во тиквишијата. Сакам да ви покажам тука како се добивало опиум, односно катран. Навечер луѓето оделе на зелена чушка кога е, зелен плодот, се засекува на еден дел, а рано насабајле се вади оваа дел и се става во сафето и се прават тие познати топчиња во кавадарци, кои што се биле замотувани со лисјата од афионовото растение и се ставале во дрвени гајби. Дрвените гајби се носеле на таваните. Зошто на таваните? За таваните биле со поголем пробив. Во минатото не биле толку херметички затворени таваните, имало пробив и се ставал опиумот, односно катранот да се исуши. Што подобро исушен катран бил поквалитетен, а кавдаречкиот, односно тиквешкиот катран бил најпознат на Балканот по тие опиумови единици кои што биле 18,6, кои што ги читаме или ги следиме од пишаните документи. Афионот имал, реков, голема експанзија во тиквишијата и богатството на кавдарчани во тој период се мерило колку топчиња имал. Дел од, производството на опиумот, на катранот, служило за носење во фармацевската индустрија, во алкалоид во тоа време, каде што се правеле лекови, а исто така од самото семе на афионот во кавадарци се добивало и кога е зелена чушка се добивало и шарлаган, односно масло за јадење.